Кој сака да добие на време што извештаат за излевањето на контаминираната вода си уште го нема. Иако беше најавено дека во вторникот тој ќе биде пред јавноста, никој не кажува зошто го нема. Се уште никој не ни сноси одговорност. И граначалникот на кисела вода уште го чекал извештајот. Не го болела глава, ниту почувствувал други симптоми, кои стотици граѓани се жалеа дека ги осетиле, па пријавија минатата недела. Чудно е што ниту тој не знае колку отровна материја истекла, 2, 6 или 11 тона. Добро, зошто го нема извештајот? Прашавте, што ви рекоа? Институциите кои се надлежни. Дека ќе се спрема, дека треба да се констатира состојбата и ќе не биде доставен. Кој имаме првичниот извештај од страна на фирмата која што работи, но сепак ние треба да го почекаме и од другите институции. Уште не се знае ни точната бројка на контаминирана вода која се излеа во фабриката. Според инспекторот за животна средина Хусни Тачи, се претпоставува дека биле 11, но требало дополнително да се утврдува. Според директорот на Екоцентар 97, Влада Момировски, биле само 2. А првичните информации од Пејо Кировски, исто така инспектор, беа дека станува збор за 6 тони на контаминирана вода во која имало метилакрилат. Денеска е четврток и повторно го нема извештајот, а луѓето кои со години екзистирале во и од ОХИС откриваат уште поопасни информации. Ова, многу поопасно сето тоа што го имаме ние во моментот, убаво имаше да напис дека е тоа Чернобил. Чернобил е. Нема да бидат тогаш потребни ни докторите, нема да бидат ни просветните, нити ние. Они се ослонија на нешто друго многу, што го заборавија многу битното за животот на луѓето. Ни треба доктори, да, ама здравјето не е пред се. Министерството тврди дека Универзитетот во Штип утврдил дека метилакрилат имало само во цепките, но не и во воздухот. Се поставува прашањето, ако немало метилакрилат во воздухот, тогаш зошто жителите се гушеа и пријавија?